Бум, 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 бум. Тоа е. Еве да назад повторно и ние можеме да почнеме со првиот час. Така е. Добар ден, дојдовте. наставничке. Добар ден. Воспитувач Виолета Ристовска-Ангелова. Работам во јавната детска градинка 8 март во Скопје, поточно во објектот Пеперутка 2 во населбата Драчево. Денеска сакам да ви прочитам една сликовница што ја напиша нашиот познат писател Киро Донев, а се вика Ленка Немиенка. Слушајте внимателно. Чистотата е половина здравје. Поговорката така вели: секој треба да си има лице, раце чисти бели. Ама има една Ленка мрзливка, немиенка. Ни се чешла, ни се мие, како игра, таква спие. Кога некој прави така, никој нели не го сака? Без другарие, скита сама, за подсмев и за срам. Ете така таа Ленка доби прекар немиенка. Еве деца, погледајте. Тука баба ја моли Ленка да се измие, ама Ленка не сака. И затоа ја нарекле Ленка немиенка, затоа што не сака да се мие. Леле Ленке, викна Васе, нечиста си како прасе, и кучето ти е исто. Со подбив и рече Ристо, не ми е на штом си таква, јас во друштво не те сакам. Еве деца, како другарите и велат на Ленка дека не сакат со неј за да се дружат, затоа што е немиена. Налутена Ленка летна, но крај патот прасе сретна. Се валкаше среде кал, на Ленка и рече сал. Еве, како Ленка бега од другарите, затоа што не сакаат да се дружат. Јас и ти сме исто бели, да играме, сакаш нели? Јас за другар се би дал. Еве, земи малку кал. Еве деца, како прасето, и вели на Ленка, ајде, јас и ти сме исто бели, демек нечисти. Малку да си поиграме заедно. Значи таа наликувала како прасето, бидејќи биле нечисти. Да, Баш така. Прљава. А слушајте понатамо да видите што се случило. Сигурно има некоја поука. Што и рече Ленка свати. Се навреди, па му врати. Не сме исти ние двете, ти си прасе, а јас дете. И не дојдов да се карам, нели гледаш другар барам? Еве, Ленка, како се лути, дека прасето и рекло дека они се исти, како прасето. Да. Се навредила. Се навредила, Да, затоа што и прасето и рекло дека таа е иста како него. како прасето. На ливада една цветна и со полжавот се сретна Ленка. Еј, полжавко, среќко рече, каде одиш? Кај се влечеш? Брзам, Ленке, што да кријам? Крај реката да се мијам. Кој те скара? Зошто плакаш? Ај со мене, ако сакаш. Еве, и полжавот тргнал на кај реката да се мие и ја вика Ленка, ама Ленка не сака да дојде. Е да видиме што понатаму. Таа Ленка многу тврдоглава. Баш Да. тврдоглава. Многу тврдоглава. Но полжавот сам си појде. А кај Енка, кај Ленка, ешко дојде. Почна тој да се смешка и почело да се чешка. Леле Ленке, леле мила, имаш коса како свила, ама еве види сама, раштракана ти е како слама. Зар таква те пуштаат баба, мама? Еве, и тука ежот со Ленка разговара, па и ежот и вели дека косата е нечешлана. Се извинам. Се засрами Ленка мома, па со трчање појде дома. Еве, Ленка како плаче и како бега од ежот, затоа што и тој исто тој го повторува. Сите исто и кажуваат. По се она што го слушна, веднаш баба си ја гушна. Бабо, рече, биди жива, за се сум си сама крива. Ваква никој не ме сака, веќе не ќе правам така.
ке се чешлам, ке се мијам, за од срам да не се кријам. Еве како Ленка ја прегрнува баба да си. покажеме на Да. камерите. Како Ленка ја прегрнува баба си и како вели јас повеќе нема така да правам. Од сега ќе се мијам. Така треба, рече баба. Ти ќе бидеш душо дама, стројна, вита како бреза, лична наша принцеза. Еве како баба и ја охрабрува, ја пофалува Ленка, затоа што погледајте деца колку е Ленка сега дотерана, чиста, исчешлана. И што се случило понатам? И на крајот уште ова. Ленка, како сосем нова, видете ја сега, ајде, другарчиња колку најде. Сите чисти, насмеани, како сонце огреани. Така е. Еве Ленка, како заедно со другарите се дружат, како и они се радуваат, дека Ленка сега заедно со нив ќе се дружи. И на крајот Ленка вели: јас не сум Ленка немиенка, туку Ленка манекенка. А и кучето се придружува: аф, 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 кој е чист, тој е здрав. Одлична Ова е приказна. Ви се навистина допадна ли? почна и Одлична одлична приказна. приказна. Да. Сакав да ве прашам, што правела Ленка? Сакала ли да се мие? Не сакала ли да се мие и да се чешла? Сметам дека Ленка била мрзлива. Така. И ја Ленка била многу мрзлива. А особено за работите кои што се лична хигиена. Така. Да, кои што се многу битни, кои мораме да ги правиме секој ден. Така. Особено во Повеќе пати во овој денот. период. Особено во овој период мора многу да се грижиме за својата лична хигиена и да се миеме. Да, еве може да се Да се дезинфицираме. дезинфицираме, Да. така е. Марија, само мора да држиме дистанца. Нормално. Од колку треба, Марија? Од Метар 3 и пол коцки. или 2, значи 3 Од 3 коцки. коцки. Оп. Ева дистанцата. Токму така. И после тоа, всушност, никој не сакал да се дружи со неа, да. Така, сите бегале. И прасето и повторувало истото. Да, прасето и рекло дека Ленка е иста како него. Да. И тогаш она се навредила и сватила, всушност, дека не треба така да прави. Да. И после, што извлека поука? Отишла кај бабата. Кај својата баба. И ги прифатила работите што бабата ги рекла. Да, дека треба да се мие. Сватила дека Така, бабата и да била во одржува право. лична хигиена. Така е. Така. Всушност, сакам и да кажам, кога веќе разговараме дека многу е битно да се бањаме, да се миеме, да бидеме чисти во облеката. Воопшто не е битно дали облеката е најнова, дали од некоја скапа марка. Так. Најбитно Да. е облеката да биде чиста, да биде перена и ако случајно ни се скине, па и тоа не е страшно. Битно е да биде сошиено. Така. Кога разговараме за хигиената, сакав да направам една вежба, да ви покажам нешто околу бактериите. Цело време ни повторуваат или постојано се вели дека мијте раце, мијте раце. И затоа што на нашите раце има нечистотија, има бактерии, има вируси. Ама јас вака да ви кажам кога ќе се погледам, па си велам, моите раце се чисти, па нема ништо. Да. Јас Да, навистина ништо има. не гледам, па немам Да. ја бактерии, што имам да ги мијам? Били Ама се, не да. сум. Нели? Да, Да, навистина. Ама не сум во право. Зошто не сум во право? Бактериите и вирусите се толку многу малечки, што нив едноставно не можеме да ги видиме со нашите очи. Нив ги има насекаде. Ги има и на рацете и по подот, насекаде. Некои се полоши бактерии, па ни прават проблеми, некои не прават толку проблеми, но како и да е, ние мора да се миеме. Сега, јас ќе направам една вежба, ќе скинам хартивчиња, ќе замислиме дека тие хартивчиња се всушност бактериите и вирусите, за да може да ги видиме. Ајде. Ајде. Значи, еве вака, ќе скинам парченца и ќе замислиме дека овие, нели, бактерии вируси вака ги има насекаде, пошто ние се допираме со нашите раце. Така е. Без разлика дали сме Да. надвор или сме дома. Сега во овие ситуација ние не можеме многу да излегуваме надвор, но како и да е. Јас рацете ќе ги намокрам со вода, за да биде вежбата појасна.
Аха, и лепче има Тука има леп и тоа, нели, намерно ни е потребно. Ќе ставам вода да биде вежбата појасна, за да ми бидат рацете полепливи. Всушност, на нашите раце се лепи постојано нечистотија, Да. каде и да се допреме. И во таа нечистотија се наоѓаат бактериите. И сега, например, јас си играм дома или сум била надвор, значи општо зборувам, нели, и се допирам. Еве вака, се допирам на секаде. Кога се допирам, на моите раце се лепат бактерии. Еве овие хартивчиња, тие се сега во случајов бактерии. Гледате деца како се залепиле бактериите? И вируси, така? И вируси. Да. Така е. И сега, доколку јас не ги измијам моите раце, нели, току вака со прлави раце јадам, и еве, например, го фатам ова лепче. Доаѓам, велам, мамо, јас сум гладна. Еве, деца, како бактериите се лепат на лепчето. Ако јас ова лепче го ставам во уста, автоматски бактериите заедно со лепчето влегуваат во мојата уста Да. и доаѓаат до стомакот. Тоа значи со сите вас. Значи сите кои што не ги мијат рацете и јадат со прлави раце, преку храната, преку устата, ни влегуваат бактериите и вирусите во нашето тело. И така ќе се разболиме. И така Да. се разболуваме. Тогаш не боли глава, не боли стомак, не ни е добро. Е сега, уште еднаш ќе ги наквасам рацете и за да покажам што се случува кога ги миеме рацете, нели, еве вака мене ми се залепени бактериите, нели, на рацете. И да ви кажам, бактериите многу се плашат од сапун и од вода. Ние ако нив не ги слушаме, они кога ќе видат сапун и вода, викат бегај, бегај, не сакам, не сакам. Спасувај се кој како може. Но кога ние ги миеме со вода и со сапун, и еве вака, јас ги тријам рацете, бактериите паѓаат во лавабото, идат низ одводот и моите раце се сега чисти, исто и вашите кога вие Да. ги миете. Затоа, деца, е толку битно ние да ги миеме рацете. Всушност сакав да ви покажам што се случува, како како бактериите се лепат на нашите раце и како ние може да ги избркаме. Одлично. Ова е навистина поучна Прекрасно. лекција. Да. Така, одлично, баш ми е драго. Се надевам, нели, ме разбраја, а сакам да ве замолам, деца, за денеска, за домашно. Можете денеска на вашите мајка, татко, на вашите баба, дедо, ако живеат со вас, па и ако не живеат, можете телефонски да им ја раскажете приказната денеска што ја слушнавте, што ви ја кажував. Може и да им покажете на вашите родители, домашни што живеат со вас, ова со бактериите, нели, со хртивчињата и со водата, како бактериите се лепат на нашите раце, како ние ги бркаме кога ги миеме, со тоа што да напоменам, никако хартијата во уста, тоа е само сега Да. вежба, експеримент за нели, за целата ситуација. Супер. Навистина прекрасно и приказната со Ленка беше навистина поучна. Прекрасно и поучно. Да. Ви благодарам многу, учителке. Да. Ние сега ќе одиме со благодарам джингл вас. и се враќаме повторно со нов час. Чао, поздрав. Гледаме. Догледај.